Благодарам подпредседателе, колеги пратеници. Значи пред нас сега е петиот закон од тие фамозни 5 закони со европско знаменце, тоа е законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер. Исто е по скратена, значи постапка. Слично како и другите, основното оправдување е забрзана и непречена реализација на градењето на коридорот 8 и 10D. Две измени се вклучни и тоа се однесуваат на ослободување од давачки. Едната се однесува на ослободување на давачки од промет на добри услуги, а другата на увоз. Значи имено со предлозите за измена и дополнување се овозможува поедноставување на прометот и ослободување од данок на додадена вредност и акциза на енергенси за прометот на добри услуги, значи кој е извршен кон инвеститорот со страна на стратешкиот партнер, како и прометот кон инвеститорот за цели на проектот од овој закон. Исто така, со предлозите за измена и дополнување се предвидува ослободување од данок на додадена вредност, увозни давачки, акциза на енергенти и данок на моторни возила, на увозот, кој е извршен од страна на стратешкиот партнер за цели на проекти опишани во законот. Со ова, значи, трошокот, тој фамозен трошок од 1.300 милиони евра ќе се зголеми, иако во самиот закон стои дека ќе имаме нула фискални импликации на буџетот. Мене тоа апсолутно не ми јасно како е тоа возможно, очигледно дека не е значи возможно. За пример, еве за споредба, ајде да го искористиме случајот со Србија. Значи таму истиот конзорциум Бехтел и Енка ќе го гради Моравскиот коридор. 745 милиони евра е значи договорот за 110 километри, исто како кај нас. Тоа е 540 милиони евра помалку за исти број на километри како кај нас. Еве вие, колеги, значи корупцијата. Јавен договор, не го третираат како да е воена тајна, као мислиш малте не градиме некоја воена база или нешто. И во договорот убаво си пишува 88 мостови, 29 надвозници, 117 пропратни објекти, плюс, значи србите се избориле за 1000 километри оптички кабел за 5G со подстаници и додатна опрема, значи и дури 40 километри на појас за заштита од поплави во Моравскиот регион со 18 хидротехнички објекти. Се е тоа кај нив јавно и за пола милиарда евра, значи поевтино. Еве ви за илустрација кој е, значи, нашиот така наречен стратешки партнер. Тука аз ќе говорам повеќе за, во овој случај говорам за американскиот дел, тоа е, значи, за мултинационалната корпорација Бехтел. Во 2014 извршниот директор на Бехтел бил осуден за мито од 5,2 милиони евра за местење на тендер во Египет од судот во Њујорк. И најеклатантниот пример, значи со каква фирма ние слушно склучуваме стратешко партнерство, е дека во 1997 година Боливија е една од најсиромашните земји во Јужна Америка во тоа време посебно, за развивање, значи, на водоводната мрежа барала, бидејќи немала друг излез, кредити од Светска банка. Светска банка ги уценила со притисок за приватизација на водата на водоснабдувачкиот систем во третиот поголемија град во Боливија, тоа е градот Кочабамба. За неколку недели, значи ова го има направено Бехтел, преку нивна фирма соработник од Шпанија, за неколку недели цената на водата скока на 50%, а во некој случај и за повеќе. Имаме, значи, генерален штрајк, 3 блокади на градот, имаме протести кои што од медиумите се наречени војната за вода, за да конечно со неколку стотици луѓе, значи, повредени и за жал со едно 17 годишно дете убиено од војската и полицијата. Нешто слично како што вие ја пуштивте војската и полицијата на нас, полицијата кога протестиравме за францускиот предлог. Значи, конечно се набркани 2000-та година и имале образ, замислете, дури да ја тужат Боливија пред меѓународен суд, као за 50 милиони долари, неостварен профит. И сега ќе се задржам, значи, што работи овој конзорциум, тука конкретно беше за Бехтел, конкретно за Бехтел и Енка во регионот. Значи да почнеме со Хрватска. Таму добиле договор да го градат автопатот Загреб-Сплит. Договорот е, значи, од 98 во 4 очи, исто без надавање како кај нас. За втор договор почнал да лобира шефот на дипломатијата, значи дури министерот за надворешни,
па се открива скандал дека едно време бил ангажиран во Патон Бокс, тоа е значи фирма за лобирање америчка, која што имала договор за лобирање во Бехтел. Кога пукнал тој скандал, под притисок на ЕУ, значи Хрватска го раскинува договорот. Втор пример, Албанија. Збориме за автопатот Драч Кукс. 600 милиони евра почетна цена, значи кога го подпишале договорот, за при крај да стигне над милиарда евра. Почнале 2006, со месеци каснеле, слично како кај нас и ние почнуваме никој да почнеме. Албанската држава со право барала ревизија на договорот и ревизорот открил, замислете, 84,7% зголемување од почетната цена, неоправдано зголемување. Со кршење на закони, правилници, измрдување и слично колку што можеле, штетата е проценета за 385 милиони евра на албанската држава. И еве ги двата најтипични примери, најслични со Македонија, тоа се Косово и Романија. Значи во Косово го гради автопатот Кукс Приштина. Тоа е договор за 77 километри автопат за 1,3 милиарди евра. Значи косоварите очигледно нас снимат надминато, тамо е малтене дупло поскапо. Тоа е му доаѓа некаде 17 милиони долари, значи по километар. Денес од тој автопат само 1/3 се користи, значи апсолутно непотребен. Во една студија од Универзитетот Беркли се вели дека Бехтел работи непотребен, значи договорите со Бехтел за регионални земји од Балканот се непотребен луксус за најсиромашните земји всушност во Европа. Амбасадорот Кристофер Дел на Соединетите американски држави во Косово тоа време силно лобира, значи, за овој договор и заместе дури и светската бранка е против, која што барала да има само некои доградби на патиште и автопат околу Приштина. И самиот премиер на Косово тоа време Хашим Тачи излегува против Светската банка заедно со Кристофер Дел и со Кристофер Дел, но мора да забележиме дека нели Хашим Тачи подоцна имаше и обвинение во Хаг, што значи тоа додворување на американската администрација не е секогаш исплатливо. Една од ставките на договорот е, например, 53 милиони долари барале Бехтел и Енка за пренос на опремата, која што била буквално на границата со Албанија, значи нешто што кој знае колку пати, 10-20 пати поевтино, тие наплатиле 52 милиона евра, значи, од Косово. Контроверзниот Кристофер Дел 2012 ја напушта, значи, Приштина, само кратко работи нешто една година во Стејт департментот, за потоа 2013 значи да биде вработен во Бехтел како овластен представник во Мозамбик. Значи тоа е таа позната revolving door се вика како во Америка, каде што функционери од американската администрација влегуваат во приватен сектор, значи и обратно, очигледно се гледа каде се фактички интересите. И последниот пример е примерот со Романија, значи со автопатот Трансилванија. Договорот е 2004 за на 3,2 милиарди долари, исто во 4 очи, замислете, романската влада го правдала дека се работи за национална безбедност. Звучи познато? Да, има уште попознати работи. 2007 договорот со сите тие надавања и глупости што кај нас Бехтел и Енка планираат да ги прават, значи скока од 3,2 на 5,4 милиарди долари. Романската влада е ставена во тесно и почнува да преговара, значи, за намалување на трошоците. Значи договорот излегува дека е катастрофален, кај што за све нешто и најмало измредување на државата следуваат пенали. Цената продолжува да расте. Повторно бара романската влада ревизија на договорот. Таа ревизија се случува 2011 и 2016 конечно го раскинува договорот затоа што гледаат дека нема разбирање со ваква компанија и резултатите се за 10 години изградени само 52 километри од 415 километри кои што се договорени. За една деценија милиарда и 420 милиарди, значи милиарда 420 милиони евра е вкупниот трошок кој што го платиле за тие 52 километри, плюс 37,2 милиони евра, значи дополнителни пенали за романската држава. Значи ние почнавме, тоест СДСМ почна со партија која што наводно викаше ќе го ставала јавниот долг, нели, на бројчаник,
Претходно сме се задолжувале, државата ќе паднала во должничко робство, не знам што. За сега се трансформира во партија која што ја става државата буквално во заложништво на една мултинационална корпорација. Значи една Романија 20 пати поголема држава не можела да се носи, а камоли па ние, што значи ќе следи економија. Бидејќи исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес